Следното прашање доаѓа од Ирена и прашува, вели минатата недела зборуваше за колаген и кажа дека не се работи само за внес на колаген за здравје на коски. Кои се другите фактори кога зборуваме за коски и нивно здравје? Ирена, точно е дека зборував за колаген и точно е дека има научни студии кои што зборуваат дека внесувањето на колаген ја подобрува структурата на коските, здравјето на коските, но и напоменав и минатата недела дека не се работи за еден нутриент и еден продукт кој што ќе ги решава проблемите, ниту ќе ги носи проблемите. Затоа овде, она што константно сакам да го донесам до вас е да разберете дека нивото на енергија, на здравје, на изглед и така натаму е само резултат на целокупната ваша исхрана и навики кои што ги имате секојдневно, бидејќи континуитетот само се акумулира. Тоа што на месец дена кампањски можеби нешто превземате, нема да ви донесе долгорочни резултати, вклучително и ова со колагенот. Коските, ако ги разгледуваме, број 1 е калциум, затоа што калциумот е минерал кој што е многу важен за да ја дава основата на коските. Колагенот е на второ место како протеин кој што е најзастапен во структурата и формата да ја дава правилно на коските, за да се обезбедува правилна регенерација, но тоа не значи дека другите изостануваат. Бидејќи зборувавме минатата недела, колагенот се создава од 2 аминокиселини, од витамин С и од бакар. Тоа значи дека се потребни 4 суровини за да се создава колагенот. И повторно, земањето само на калциум, неменувањето на навиките и при тоа да очекувам дека моето здравје на коски ќе се подобри е наивно. Затоа што, повторно, ако вие внесувате калциум како додаток во исхрана, при тоа ништо не смените во исхраната, и таа остане исто и понатаму лоша, тоа значи дека внесувањето на многу процесирана храна обезбедува голем внес на натриум или содиум, а вишокот на натриум во телото секогаш го, народски кажано, го тепа калциумот. И џабе вие ќе внесувате и додаток во исхрана калциум, доколку не прекине внесот на премногу сол и премногу процесирана храна во вашето секојдневие. Затоа запамти дека за било кој систем од телото кога зборуваме не се работи за само едно нешто. Затоа и кај коските, повторно, и колаген е потребно, и калциум, но и витамин Д е потребно. Потребно е и масти, бидејќи витаминот Д се создава во присуство на масти, така да се е буквално ланчано во нашиот метаболизам и се е меѓу себе поврзано и затоа нема да пројде ниту една рубрика и среда во која што нема да зборувам за целокупно квалитетна и добра исхрана.